Четврток 18 часот и нешто повеќе од 15 на минути, термин за уште едно издание од циклусот емисии Скопје ми е дома. Почитувани гледачи, ви благодарам што одбравте и ова попладне да бидете на фреквенцијата на вистинска телевизија. Ви благодарам што не следите токму овде. Ви благодарам што не следите и на социјалните медиуми. Ќе напоменам пред да ја представам мојата денешна гостинка и соговорничка дека токму и оваа емисија од Скопје ми е дома ќе ни биде интерактивна, односно во текот на целиот разговор ќе можете да ни се вклучите, знаете, како и секогаш директно во студио да поставите прашање до гостинот, да дадете конструктивна критика, совет, па можеби и пофалба до мојот денешен гостин, односно гостинка. Раскажуваме уште една приказна за градот. Се надевам дека удобно сте сместени дома, за Скопје ми е дома. Да не должам јас многу во најавата, ќе ја представиме накратко мојата денешна соговорничка. Велам добре дојде за магистер Татјана Гогоска. Да. Новинар и автор, ние така ве подпишавме, односно така ве представивме, меѓутоа има повеќе епитети кои што стојат пред вашето име, затоа нешто подоцна. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана и што сте дел од Скопје ми е дома. Јас благодарам што ме поканивте во вашата телевизија. Еве прв пат доаѓам во Вистинска телевизија и навистина ми е убаво да бидам тука и да зборуваме за Скопје ни е дома. Скопје ни е дома. Колку Скопје ви е дома, господја татко? Да, јас пред една недела направив 50 години дружба со Скопје, 50 години во Скопје. Во детството малку години живеев во Гостивар, таму сум и родена и после тоа дојдовме. Тука и цели 50 години трае фактички пола век мојата дружба со Скопје. Уствари Скопје е единствениот град што го чувствувам и што го сакам како свој град. Јас нема да прашам што ве поврзува со градот, ве поврзуваат навистина голем број проекти, сте биле во животот се, ќе говориме за културата, за детските образовни програми во минатото и денес на кои што сте биле во поголемиот дел од нив и сценарист, сите ги паметиме Дајте музика, Големи мали, Волшебното самарче. Јас ќе оставам Во светот на бајките. Во светот на бајките, така, умни глави, тоа се оние детски серии со кои што сите чином израснавме. Ќе почнеме од вашата, од Дајте музика. Како се создаваше Дајте музика и како Скопје го памети овој проект со кој што порасна голем број генерации? Да, Дајте музика беше пред 30 и не израчунав, пред 33 години. Значи, јас работев веќе во програмата за деца и млади на македонската телевизија, а 7-8 години пред тоа почнав како вработена да работам во културната редакција на македонската телевизија и после тоа се префрлив, сакав продукција да работам, не во секојдневно новинарство, него продукција. Така што почнав да работам во програмата за деца и млади, работев на една емисија 2 години детски канал, детски културен канал, канал Д, и дојдов до идеја по една случка, да направиме некоја модерна серија за деца, нешто што ќе не извади од тогашниот шаблон, затоа што ние бевме 1991 година се разделивме од ЈРТ и имавме многу малку собствена програма, значи она што се, бидејќи до 1991 година се делеше програмата по студија југословенски, за можеби за многу гледачи ова ќе биде и непознатица, меѓутоа после тоа требаше да се создава наша програма. Што е подобро во програмскиот дел, освен играна програма која што може, нема рок на траење, туку таа може да се репризира. И почна подготовките, почна пилот епизодите, почна пилот сценаријата, еве одат инсерти, од студиото. Почна да се да го создавам јас прво како сценарист, па после тоа драматургот се вклучи, па после тоа се вклучи автори на песните, па после тоа композитори на песните, па детскиот хор, па балето на МБУЦ, па сето тоа, после влезе во продукција, режија, продукција, снимање и се. Снимавме и направивме навистина бум. Мислам дека е незаборавна серија, незаборавна од тоа време. После тоа, заради голем интерес, направивме и втора сезона, 2 години подоцна. И еве, како јас, 25 години го
чувам тој култ на, да речеме, на Дајте музика и секогаш кога има можност зборувам, нели, за таа серија и за тоа што донесе таа серија во домашната продукција за деца. Токму така, напоменавте дека се вклучија голем број луѓе во еден ваков формат на детска серија. Каква беше желбата, амбицијата, волјата на тие музичари тогашни, кои што денес се веќе големи имиња, да се вклучат во едно вакво нешто кое што ќе остави... Па вака, например, актерите беа тинеџери, а сега се веќе возрастни актери по театриве. Да не ги споменувам, нели, се знаат. Со самото тоа што се поминати 33 години, се е веќе поинаку, меѓутоа се создаваше една нова музика. Јас мислам дека во делот на музичката култура во Македонија сега недостасува токму таков инпут, да се создаде нешто големо, да се создаде нешто ново, да се излезе од шаблонот, да се направи нешто. Тоа беше поттикот на сите тие автори, композитори, музичари, кои што, да, и се создаде, например, беше тренд во тие години после тоа, возрастните пејачи, што беа најпопуларни тогаш, пеја во серијата, и после тоа правевме ние возрастни да пеат песни за деца. Значи, исто така беше тоа тренд. Така се тие трендови што се врзани за тоа време. Сега мислам дека таков инпут даден во музиката треба, затоа што ни снема низ годините фестивали, музичката продукција се намали, на се што ќе се појави, ние немаме естрада, да речеме, таков тип на естрада како што имавме. Меѓутоа, најверојатно се тоа временски таласи, кои што, нели, бранови, кои што треба да поминат. Несомнено, говорејќи за токму ваквите детски образовни програми и емисии, од кои што сте биле, нели, како дел од нив, несомнено тука ќе ве прашам, памет или мрат некои поубави, можеби, времења за ваквите програми, детски програми, на кои што и самата се појавувате како уредник? Да, значи вака, пред тоа разложувањето на ЈРТ, имала детската програма, да речеме, Чук-Чук Стојанче, втората смена, да кажам, Дореми. Тоа беше преодот, па после тоа серијата Обстанок. Значи, сега се репризираат истите и со исти жар деца ги гледат. Сега со Дајте музика почна, например, Умни глави, па почна во свето на бајките. Значи, моите внуци ја гледаат во свето на бајките и навистина се многу среќни и радосни. После тоа почна, например, ние правевме програми, јас снимав една многу убава серија Приказни од таванот, па снимав 2 сезони серија Моето детство, значи пораснати, познати автори од уметноста, од културата, од ова, и нивните детства, они зборува за нивните детства и сето тоа, нели, шарано. Така што се создаваше многу и за жал сето тоа замре, па некаде после 2002-та почна да замира, после мислам дека добри 20 години ние немаме продукција за деца таква како што децата заслужуваат и што треба да има. Што значеше тогаш да се биде уредник на детска образовна програма? Каква беше одговорноста, можеби? Да. Вака, јас почнав како во таа редакција, почнав како репортер. Да, од новинар во Дневно информативна дојдов како репортер и растев. Дојдов до уредник на редакцијата. Голема одговорност, меѓутоа и голема можност за работа. Ние имавме поддршка од тогашните директори, од тогашна и од колегиум, јас бев сама и член на колегиум. Значи, мора да имаш поддршка од раководството за да можеш да создаваш. Одговорност, да, меѓутоа и желба за работа многу и убави можности за работа, така што тоа е многу важно во целата таа телевизиска продукција. И тоа беше, морам да ти објаснам дека образовната и училишната програма беа еден сегмент, сега е све тоа споено, не сега, него од поодамна. А во тој период ние бевме програма за деца и млади во рамки на културно-уметничка програма. Так. И ние создадовме културно-уметничка програма за децата. Тука спаѓаат играни програми, музички програми, забавни програми, дел документарно-музички програми, исто што сме ги правиле и сето тоа. Колку недостасуваат вакви добри детски образовни програми денес, за разлика, еве ќе направиме една компарација во времето кога се уште растела македонската радиотелевизија, се уште се создавала. Па недостасуваат многу и мислам дека
имаше еден голем вакуум простор од 15 можда и 20 години и мислам дека јас во мојата книга Телевизијата и емоциите на кај децата имам напишано 2009-та, тоа ми беше магистерска тема, и ги објаснувам сите аспекти на тоа колку телевизијата може позитивно да влие врз развој на емоциите на децата од 6 до 11 години, кога е најексплозивен развој на емоциите. И таму пишувам вака: мора да почне 2009-та, септември, мора да почне нешто да се менува. Затоа што, ако не почне нешто да се менува, ние за 20 години ќе имаме изгубени генерации кои нема да имаат можност да растат со ликовите како од Големи мали, како Волшебно самрче, како во Светот на бајките. Ние ќе немаме можност децата да се идентификуваат со позитивни или со негативни и сето тоа, меѓутоа ите се случи и тој вакуум се уште трае. Со оглед на тоа што се репризираат само на македонската телевизија, меѓутоа и другите телевизија, јас искрено не гледам многу телевизија, од X причини, затоа што телевизијата е магија, а веќе стана телевизијата мачење. Не знам, да не навлегувам во тој дел и затоа не гледам телевизија, меѓутоа нема програми за деца, што е жалосно. Не можеме да ги оставиме децата само на што ги гледат и моите внуци, што се караме джиджи, миджи, овие, оние, тиктокови и сето тоа. Не. Модерното време како да ни донесе нешто малку поразлично и во некој поинаков правец. Кога го договаравме ова наше интервју, јас ве прашав како Татјана Гогоска е поврзана со градот, што вас ве поврзува, која нишка ве поврзува со Скопје, и тука ми нафрливте повеќе работи. Детски креативен центар Звезда. Ајде за тоа, како Звезда ги сплоти дечињата од Скопје? Како се случуваше сето тоа? Детски креативен центар Звезда почна како детско драмско студио од Звезда 1998 година, значи многу одамна. И тогаш станавме, јас бев на еден престој преку македонска телевизија во Шведска и во Малме се започнав со градоначалникот на Малме и одевме на представи што ги организира низ парковите на Малме. И викам, па кој ги финансира? Вика, па ние, вика, градот ги финансираме. И ја дојдов на тогашниот градоначалник, викам, дај нешто да направиме, ајде за децата, и со поддршка на градот дадоа простори. Направивме детско драмско студио од Звезда, кое што, верувајте, првите 3 години имаше по 200 членови. Значи 200, тоа се имаше 4 групи, имаше све. И ние сите проекти од областа на културата што ги работеше градот, од промоции, од настапи, од Нова година, од сето тоа, ние го работевме со децата за градот. Така тоа функционираше 8 години и после тоа нели се менуваат кај нас градоначалници, па со се менува и политиката, некој сметаше дека такво студио нели не треба и ние продолжиме да работиме во пионерскиот детскиот културен центар Карпош во една соработка, се до моментот до 2013 кога јас него формирав како детски креативен центар Звезда, закупив простор прво во Карпош, во театар комедија, потоа самостоен простор и направив 3+1 као дневен престој креативен. За помали имавме музичко студио, односно тогаш 2013 го формирав првиот детски градски хор Децата на Скопје, потоа имавме сликарско студио и имавме драмско студио и многу работевме. Така, која беше првичната идеја токму на едно вакво детско креативно катче, да се спојат повеќе уметности во едно за деца? Јас мислам дека некоја фотографија ќе оди од... Да, ќе ни пуштат од режија, се надевам дека... Значи, како? Еден мој приватен престој на Малта, бев во еден таков културен креативен центар во Малта, во Лавалета. И реков еден ден, ако имам потреба и ако имам можност, јас ќе направам ваков центар. И тоа беше, од таму беше појдовната. Меѓутоа работев 8 години. Така, еве не ги фотографиите. Да, ова се од ова е од една манифестација Денот на срцето со Институтот за јавно здравје. Ова се дел од моите, ова сме на Самуилови кули, ова е некоја промоција. Правевме и ние и промоции на разни книги, на поетски вечери правевме мултимедијални, јас правевме една трибина
2012 година првата трибина да се ова е дел од издавачката продукција, еве ја Патување кон зајде сонцето, моја единствена книга за возрастни, ова е последната издадена моја книга. Значи трибина за како да го ревитализираме творештвото, литературата за деца. И после 2013 почна сето тоа малку да се активира, па се појавија нови автори за деца, млади автори, поети, писатели, така да тоа беше. Имав една исто ден денеска ми викаат ајде направи пак. Има една исто манифестација во Kids ја правевме со Kids, донеси книга, земи си книга. Беше многу убава, да. И правевме многу манифестации. Да, гледајќи ги фотографиите. Да, сега ова се само делови од ова е од издавачката дејност на продукцијата, меѓутоа и на моите книги. Тоа е така, гледајќи ги фотографиите и објавените на социјалните мрежи, телевизијата, емоциите кај децата. Сте одбележували повеќе настани, ден на водата, Ден на водата, ден на срцето. Одевме на фестивали, бевме на Радосна Европа со едно девојче. Зошто замре ваквата идеја за еден ваков детски креативен центар? Затоа што има проблеми. Го поддржа ли некој ова? Не, јас одлучив. Колку градот го поддржа ова? Градот градот ме поддржа 3 пати. За детскиот градски хор ме поддржа на 2 пати. Ме поддржа за детското драмско студио за една представа и една изложба, да речеме. Градот, да, не можам јас. Еве овде повторно ова се во Зоолошка правевме 2000 не знам која година, правевме представи, правевме Нова година, јас пишував еден текст за автобус и после неколку години Зоолошка и купи еден зооавтобус или не ова. Така што правевме изложби, сето тоа. Јас имав генерално проблем затоа што немав, ево е денот на водата, еден од настаните. 6 години работев со Институтот за јавно здравје и правевме ден на водата 22 март. Затоа што генерално немав простор мој. Сепак за ова требаше голем простор, јас не можев тоа да го покривам од чланарината. Тоа што ме помагаше градот во тој период и Министерство за култура, мислам дека 2 пати, беа многу мали средствата, нели, и беа наменски, дали за облеки, дали за сценографија, не беше за секојдневно работење и затоа и го затвори. Така, го споменавме културниот центар во Карпош, вие ми напоменавте дека е всушност единствен во градот кој што сега постои. Така, да. Значи, Детскиот културен центар Карпош, поранешниот пионерски дом Карпош, единствената културна институција за деца на нивото на град Скопје. Малку како жално. Многу жално и воопшто еве да јас живеам во општина Карпош, во општина Карпош не за деца, за возрастни нема културен центар. Кисела вода отвори пред 2 години Билјана Беличанец Дома на културата, сега почнува да заживува и еве градоначалникот на аеродром го најави, нели, новиот културен, меѓутоа повторно за деца не чув. Она што со сигурност можам да кажам дека пред короната 2018 година во годишната програма на Министерството за култура тогаш само 4% беа проекти наменети за деца. Сега од пред 2 дена ја имам објавена новата програма на Министерството за култура, не сум видела колку е тој посто, меѓутоа понашто можев малку да го разгледам, јас се надевам дека има повеќе книги, повеќе драмски, гледам дека и фестивалите за деца сите имаат добиено поддршка, што е убаво, децата да пеат, да се дружат, да се создава музика за деца. Да, дели се пожалија на социјалните. Да, дели се пожалија секогаш. Мислам, јас тоа е нормално, нели? Кој губи има право да се лути, јас тоа го викам. Јас 9 години се лутев, меѓутоа тоа е тоа. Меѓутоа имаме Скопје град на културата за 2028, имаме и колумни за градот на културата. Ајде повеќе за културата во главниот град. Пака јас во време на короната, иначе имам портал kular.mk, непрофитабилна организација, што би рекле, бидејќи не ме бива, нели, во тој дел. Во време на корона, кога сите бевме затворени, јас пишував, нели, дома седиш, пишуваш, и јас една вечер, кога така беше малку травматично сето тоа, почнав да пишувам колумни Културата и градот.
И токму за културата и градот да напишав таа позната колумна што ја ја знаат луѓето, за што тогаш не се случуваше. И сега, после многу години, јас едино можам да кажам, пошто имам, ова е море на податоци, имаме 8 културни институции во градот. Значи 8 културни институции кои што се во градот, кои што треба да работат за културата на градот од секој сегмент. Мене, за да не остане недовршено за Детскиот културен центар, после еден период долг на замирање, Детскиот културен центар Карпош, последниве 3-4 години со новата директорка, со новиот тој тим што го создаде она, го наполни Карпош повторно со деца. Што е многу добро, затоа што има недостаток, едноставно нема друга културна институција. Во секој случај културните институции треба да се полни со програма. Меѓутоа програма не се прави без пари. И сега тука е тоа врзивно коло и се случи еден ден, односно едно 2 недели, кога имаше многу културни настани, тоа беше во ноември, и јас ја врзав и напишав една колумна културата конечно се враќали во градот. На широко отворени врати. На широко отворени врати. Значи во еден ден една промоција, втора промоција, па опера, па една премиера, друга премиера, гостување, една музички настан и сето тоа траеше. Тоа беше еден месец, ја почувствувавме културата. Да, и почувствувавме ние култура и и културата треба да е достапна на секого. Не ова социјалистичка памфлета. Значи, културата треба да е достапна. Не може и децата да може, секој дете, ако се посака да гледа кино, ако сака да појде во театар, убаво е да се анимира и све зависи од културните институции и од културната политика. Јас искрено се надевам дека ќе имаме подобри времења. Што се случува со Скопје Европска престолнина на културата 2028? Да. Јас прашав дали, ја напишав колумната затоа што многу почна да зборуваат, некои не смееме да ја изгубиме таа кандидатура, нели тоа. Можеме ли да ја изгубиме? Па, она што порочитав јас дека можеме да изгубиме ако да речеме, значи во Европа се јасни правилата. Јас сум работела европски проекти преку телевизија и преку белградска телевизија, да речем на ниво на Балкан, 7 телевизии бевме, така што знам како функционираат. Они треба до тој датум да имате тоа, до тогаш да спремите тоа, до тогаш да подготвите тоа. Ако вие каскате, ако вие не доставувате програми, како, што, све, целиот концепт, вие може Европа да ви ја земе кандидатурата за учество, како што ви ја дава, може да ви ја земе. А ја заслуживме ли? Јас многу се чудам како ја добивме. Знаејќи ја, сегашната и во изминативе десетина години состојбата со културата во Македонија. Јас стварно многу се зачудев. Јас бев шокирана колку, меѓутоа јас не гледам дека нешто се подготвува. Ја не гледам дека можеби, јас не сум прочитала дека има тим, требаше да има тим од најеминентни културни кои што ќе биде позадина, ќе дава насоки и да има неколку тима на ниво на градот кои што ќе работат вредно и ќе подготвуваат што треба све да се случува таа 2028 година во Скопје. Вие споменавте 8 институции во градот кои што се задолжени за културата, еве и градот Скопје. Каде да го бараме конкретно коренот на проблемите, односно кој не мрднува овде? Град Скопје. Град Скопје мислам дека нема стратегија како тоа треба да се прави. Јас по мене, бидејќи јас и минатите години и пол, ама веќе 7 месеци не сум во Золошка, бев како пиар и дел за едукација во Золошка градина, значи и бев дел од тој културен свет во градот, да речеме. Непосредно, директно. Да, непосредно, значи не се мрда. Како и да е, јас не гледам дека некаде има објавено дека еве се направила ваква стратегија, па треба ова да се направи. Значи имаме толку добри културни творци, толку докажани културни творци да може да се тоа се направи. И се зависи од градот. Се зависи од град. Колку вистинските луѓе се изземени, односно не се вклучени, токму оние, вие кажавте дека имаме навистина луѓе кои што имаат што да дадат, кои што... Така, за жал,
Еве да ги јас секогаш викам во последниве 10 години и се надевам дека ќе биде тоа минато, ќе останат тие, зашто така почна некако од 2014-15 и се отиде надолу. Вистинските луѓе не само во културата, и во медиумите, и општо во живењето, да кажем и во состојбите, и во здравство, и во образование и све, некако вистинските луѓе се на маргините. Доаѓа на маргините, а ги има многу. Значи имаме вистински луѓе во секој поглед што може да се искористат. Така и да се вклучат. Да. Јас повторно ќе ве вратам години наназад, каде што навистина имало настани кои што еве треба да не бидат подсетник дека треба нешто да се превземе за да се оди малку со поголем чекор напред. Во 2013-та велите го оформив првиот детски градски хор Децата на Скопје. Тоа беше моја идеја, многу сакав да имаме хор, ако некако Москва како Белград, меѓутоа не ми се исполни. Го направив, функционираше 3 години, меѓутоа замре таа работа. Пред 2 години или 3 да не детски културен центар Карпош, сега хорот се вика Гласот на децата на Скопје. Еве јас им го и промовирам затоа што убаво е и затоа што многу сакам да видам барем 50 на деца, скопски детски градски хор. Тоа е градски хор кој што ги вклучува дечињата од сите општини? Од сите општини. Значи, тоа е детски градски хор кој што ги вклучува сите. Има на интернет сега све како тоа функционира и децата прават. Настапи има, си вежбаат, меѓутоа за тоа треба поддршка, зашто за членување во хор колку можете вие чланарина од децата да земете и како е тоа одржливо. Значи, тука треба диригенти, барем двајца. Значи, сето тоа треба и треба да се размислува. Јас стварно им посакувам, еве, мојот хор не успеа, меѓутоа овој хор да успее и стварно децата да се... Тоа ми е една од двете неуспешни проекти, што, мислам, работеше 3 години, меѓутоа толку беше. Убаво е и треба да се работи и да се поддржуваат овие културни проекти за деца. Така. Се случи прва детска Евровизија во 2003 година, ти не ме познаваш, потоа ја испративте Каролина во Хелсинки во 2007 чинам. Бевте дел од сето ова. Евровизија чинам 2 или 3 години веќе и немаме представник на мислам, трета година ова ќе беше. Да. Ќе биде. Ајде една паралела. Вака, јас сум потписник на детската Евровизија од Македонска телевизија 2003 година, односно 2002 во декември месец во ЕБО во Женева. Тогаш беше некоја смена на... Јас многу би сакала пак преска излегува... Да, сега од режија ќе го бараме од Евровизија да ни пуштат. Инсертите од Евровизија. Тоа беше настапот на Ти не ме познаваш, преубав настап. Бевме во Копенхаген. Ја направивме, одевме, знаете како мене ми е така изгледа речено професионално судбински, да ја изодувам патеката прва, изодивме и направивме многу убав настап и многу убаво со тоа што децата се уште учествуваа на детска Евровизија и тоа е многу важно да се учествува. Ние најголемиот успех има, јас бев тогаш шеф на делегација во 2003 година, беше преубаво, се беше како што треба, после тоа почна и други да се вклучуваат, се работеше и јас се вратив 2006 како член на делегација во Букурешт. Еве сме, да. И Викторија и Марија и позади другите девојчиња. Сакам да кажам дека очигледно успесите не се простуваат на луѓето, а неуспесите поминуваат. Еве јас само толку ќе кажам. За жал, неуспесите, еден неуспех, втор, така, со Калиопи беше одлично. Чинам дека имаме и гледач, слушател. Ало, добро вечер. Добро вечер. Ја гледам емисијава, одлична ви е темава и оно баш сме воодушевени. Сакам да поздравам и гостинката на секој чест за успешната работа со младите деца. Сакам да ја поставам едно прашање, баш да слушнеме нејзино мислење во врска со образовниот систем. Јас на пример, како мислење можам да кажам дека и воспитните, наставниците и професорите имаат голема улога во културата за децата. Сакам лично да ја поздравам мојата професорка по македонски јазик во моето средно училиште Раде Јовчевски Корчагин, каде што барем еднаш во месецот се трудеше да не однесе на некоја театарска представа.
Па сакам да ни дадете и ваше едно мислење колку образовниот систем игра улога во културата за децата во денешно време. Ви благодариме за јавувањето, ви благодариме за прашањето. Да, многу убаво прашање од еден друг аспект. Значи, образованието е многу важно. Најважно за развојот на децата е семејството, по образованието. Па после се друго може да редиме. Образованието е многу важно и многу е важно кој ќе биде наставник и колку наставникот уме, знае и сака да ги образува. И има две работи што се многу важни, а што мислам дека само зависи од наставниците дали децата тие ги поминуваат или не. Тоа е медиумската култура, тоа е носењето на децата во театар, во опера, во балет, на промоција на книга, на изложба, во самото училиште, создавање на клубови, на културни настани, значи да се развива тоа е медиумската култура. И второто е медиумската писменост. Значи тие работи се многу битни за децата и децата знаат да препознаат. Значи знаат да препознаат што е добро за нив. И го примаат со цела душа што се вика и се среќни. Децата се среќни. Децата, било кое дете да отиде да го однесете во опера, а тоа дете кога ќе го однесете во опера 2-3 пати и ќе го научите што е култура на однесување, како треба да се почитуваат. Тој нема кога ќе има 22 години да дојде и цела оперска представа. Имав таков случај пред 3 дена во МОБ, еден дечко пред мене, цела вечер операта во мобилен ја протера. Така што многу е важно образованието. Образованието е многу битно. Живее ли Скопје во духот на културата и на сите овие настани кои што ги нафрливме, на кои што можеме и треба да бидеме дел од нив? Делови, поединци, група, некои, значи целиот град не пулсира во духот на културата, со душа на културата. Не. Мислам веќе не. Сега веќе не. Јас сум од онаа генерација кога нас јас во Јосип Брз учеў гимназија, таму беше и МОП и МНТ и нас мојата професорка, ја ќе се спомнам професорката Невена Исакова, прекрасна, она ни даваше карти еднаш неделно за кино, еднаш неделно за театар, еднаш неделно за опера. Значи ние од тогаш создававме и целиот град не дише со здивот на културата. Што е недостасува на Татјана Гоговска од старото Скопје, од старото време, што сега би променила во културниот живот? Во културниот живот би сменила повеќе непосредност. Нели не нешто да биде тоа концерт па некоја фама или да биде таа непосредна, да биде секојдневна, да биде дел од нас, да ја го живееме тоа. Да го живееме. Имаше еден пред 2 дена на плоштад на Скопје свират на 2 виолини двајца и тоа е култура. Гледаме од големите градови оперски пејачи излегуваат од салите и одат по трговски центри, по молови, по сето тоа и они имаат некој перформанс. Значи, културата да биде на секој чекор. На секој чекор. Сега, мене може би некој ќе рече, дебе до култура ти дошло, ние овде имаме смет, па овде имаме лудило сообраќајно, што не сакам да го коментирам и што е многу болно, па имаме се што сега до култура, да, до култура, затоа што од културата сето после тоа ќе си дојде во некој друг ред. Што ви недостасува од старото Скопје? Од старото Скопје ми недостасува, може би младост, прво, кратко и јасно. Меѓутоа ми недостасува прошетките вечерни, нели пролетно, летно време од центар до Карпош 4, ја живеел Карпош 4, па ми испраќаа до Карпош 4 пешки, и до 11 имаше автобуси, а ние тогаш не бевме модерни млади со возила, него немавме возила, така, не ни дава родителите на 18, 19, 20 години. Ми недостасува одењето во библиотека, да речеме, и таму да читам, и никогаш се фаќам, викам, а зашто не отидам во библиотека да си почитам малку, да речеме тоа. И мислам дека тоа ми недостасува и кратко и јасно кога доаѓав навамо и кога размислував денеска и си викам што ми недостасува од тој млад период, ми недостасува пицата во Менада. Колку Скопје го изменили код низ текот на годините? Многу. Ете Менада беше прекрасна
прекрасен простор каде што ние на пауза од факултет идевме, јадевме познатата Маргарита пица, ти беше најевтина студентска. Меѓутоа сега долги години е обложувалница или некои други работи, така да ми недостасува духот. Значи го бараме во меѓусебните генерацијски, да речеме, разговори, во некое место каде што ќе откриеме, па ќе речеме, овдека има како дух на старо Скопје, душата. Меѓутоа, нормално е да се менува се. Во овој разговор споменавме многу проекти за вашето име кои што го одбележуваат на некој начин и главниот град. Има ли уште што да даде Татјана Гоговска за градот, за културата, за децата, за детските образовни програми? Односно, конкретно се работи ли на нешто ново? Вака, јас велам не можат да ми земат колку што ја можам да измислам. Значи, уште сум, фала Богу, креативна. Конечно, после 9 години, оваа година ќе ми биде година кога ќе излезе мојата 8 книга, ама јас се надевам дека и 9-та и 10-та ќе излезат. Двете се, едната е за деца, едната е за тинеџери и едната е за возрастни. Тоа ќе биде мој втор роман за возрастни, што го пишувам, а другиве две се готови. Тоа е она што ми е конкретно. Сакам да се посветам и на медиумскиот дел. Кога ги споменавме книгите, ние нешто позади камерите споменавме дека сакате да подарите. Да. Еве, овдека училница за глума и патување кон Зедисонцето, Ќе ги подариме токму на гледачот кој ни се јави. Ете, така, одлична можност. Тој е возрастен, можеби, ама ќе даде на некое дете оваа книга. Така, или дома, доколку има дечиња, секако ќе си ги искористи. Јас ќе ви ги дадам. Да, книгите ќе бидат во телевизија Вистел, па после понеделник ќе може да ви се јави, да се уклучи и да јас сакав да ги донесам, меѓутоа ве изумив. Иначе ќе ви ги дадам така. Од наредната недела ќе можете овде да си ги подигнат. Ви благодариме за тоа. Некои нови проекти за градот поврзани со градот кои што ќе не ги најавите можеби или со градот имав една голема желба да направам еден проект и затоа отидов во Зоолошката градина. Меѓутоа сега за сега ништо од тоа. Ама ја не се откажувам. Проектот е тука. Мојата глава напишане, фолдер има во компјутер. Јас стварно се надевам дека ќе дојдат по текот на годината подобри времења, ќе се наместат некако куцките и ќе го реализирам тоа што навистина многу сакам да го реализирам, ама не го откривам сега, зашто нема друг пат да ме викнете. Така. Кога споменавме за оптимизмот, сакав да ве прашам дали сте оптимист дека Скопје го очекуваат некои подобри времења, може еве и во делот на културата и во сето она кое што Значи, мислам дека затоа што чувствувам раздвиженост. Еве, денеска има јавен повик за култура од општина Кисела вода, при некој ден имаше од општина Аеродром, Ѓорче Петров веќе, Карпош уште ништо, мојата сакана општина, 40 години живеам во неа. Ама јас се надевам дека Карпош центар ќе се разбудат. Навистина, секоја општина треба и јас мислам дека ќе има еден проток на култура и се надевам, бидејќи од 2022 година, тоа го спомнав во зборувањево или го кажав пред емисијата, град Скопје имаше од оние годишни конкурси за проекти од областта на културата, 22 за 23-та, меѓутоа тој резултат од конкурс никогаш не го објави. 23-та немаше ни конкурс, 24-та во октомври имаше конкурс. Не знам дали го објавили или не го објавили, дали ќе го објават, не знам. Значи, не може да нема градот проекти од областта на културата и тоа мора да се стопира и да се каже не може веќе вака, мора да се работи на тоа поле. Јас чинам дека еве првите луѓе на општините малку како што кажавте веќе го фаќаат тој чекор со токму со проектите поврзани со културата и тоа е една убава новина која што светла точка ете така која што ќе можеби ќе движи напред и Скопје конечно ќе може да продише. Така, културно да продише. Културно ете така. Па можеби
и ќе се стопиме до 28 година да бидеме Па европска може и ќе го задржиме европска престолнина за 2028. Многу ви благодарам што бевте дел од Скопје ми е дома. Многу ми беше пријатен разговорот, се навративме малку и наназад, се надевам дека и нашите гледачи ги навративме малку наназад на сите оние убави настани, поводи, случувања, Евровизијата, детските емисии, серии со кои што навистина сите растевме, како и родителите, така и децата. Се надевам дека ќе имаме поведри, поубави теми за уште некој разговор, можеби во иднина. Господја Гоговска, ви благодарам. Благодарам и на вас и на гледачите, оние кои што не слуша и оние кои што нели после тоа може да проследат емисијата и на вашиот YouTube канал. На нашиот YouTube канал. Така е, почитувани гледачи, ќе ви се заблагодарам овде и јас за вашето внимание со кое што ја проследивте и ова емисија, односно ова издание од Скопје ми е дома, и пред да се запрашаме зошто сме овде и зошто Скопје се уште не почнало со полни плуки да дише културолошки, ајде да се запрашаме и секој од нас да тргне можеби од себе. Кога последен пат бевме на промоција на книга, кога последен пат проследивме изложба, бевме во опера и балет или можеби во македонска филхармонија. Се гледаме наредната седмица. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно